Премиерот Христијан Мицкоски денеска се состана со еврокомесарката за проширување и добрососедска политика, Марта Кос, која престојува во дводневна посета на земјава по повод лидерскиот самит на Европската унија и Западен Балкан. На средбата се разговараше за европската перспектива на регионот, спроведувањето на реформите и имплементацијата на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан. Мицкоски нагласи дека владата останува цврсто определена за интеграција во ЕУ преку спроведување суштински реформи во владеењето на правото, економијата и дигиталната трансформација. Тој ова го објави на својата официјална Facebook страница, потенцирајќи дека реформската агенда е јасна и остварлива. Еврокомесарката Кос, според премиерот, ја поздравила реформската агенда и ја потврдила поддршката од Европската комисија за напредокот на регионот кон европските интеграции. Таа истакнала дека поддршката ќе биде насочена кон забрзување на реформските процеси. Мицкоски додаде дека средбата е потврда за зголемената улога на државата во регионалните и европските процеси и признание за новата енергија со која владата ги води реформите за стабилна иднина на граѓаните. Со пуштањето на експресниот пат Градско-Дреново во должина од 26 километри, се скратува времето на патување кон Прилеп, Битола и Ресен. Директорот на јавното предпријатие Државни патишта, Коце Трајановски, изрази голема радост што заедно со премиерот Христијан Мицкоски и министерот Александар Николовски ја пуштија во употреба делницата Фариш-Дреново од 10,2 километри. Трајановски истакна дека вложиле на човечки напори за да се совладаат препреките, бидејќи проектот започнал уште во 2016 година, а бил закочен и одложуван со години. Изведбата вклучува еден тунел со 2 цевки, 21 мост, 11 подпорни џида, вијадукт, АБ конструкции, подпатници, пропусти и клучка со кружен тек кај Дреново. Дополнително, на делницата се изградени ободни канали. Регулирана е реката, заштитени се косините, поставена е ограда и целосна сигнализација и опрема за безбедност. Вкупната вредност на проектот изнесува 44,74 милиони евра, обезбедени со заем од ЕБО. Конечно го завршивме она што некој друг со години не успеа, порача Трајановски во својата објава на Facebook, најавувајќи побрз и побезбеден пат за сите граѓани. По масовниот протест на Видовден и апсењата на демонстранти, Србија е под блокади. Студенти и граѓани започнаа акции на граѓанска непослушност барајќи нови избори, додека властите засега одбиваат да ги исполнат нивните барања. Председателот Вучиќ активностите на демонстрантите ги окарактеризира како терористички активности во земјата. Сообраќајниците ширум Србија се блокирани откако на 28 јуни десетици илјади луѓе се собраа на плоштадот Славија во Белград. Демонстрантите реагираа на масовните апсења и промената на формата на протестите се смета за доказ дека движењето е се уште силно и организирано. Дејан Бурсајќ од Институтот за филозофија и социјална теорија изјави дека енергијата на граѓаните не стивнува, иако власта верувала дека протестите ќе се смират со почетокот на летото. Европската комисија, пак, порача дека внимателно ја следи ситуацијата и остро го осудува секое насилство и ограничување на правото на мирен собе. Протестите и блокадите започнаа по трагедијата во Нови Сад кога загинаа 16 лица при падот на настрешница на железничка станица, зашто демонстрантите бараат одговорност од властите. Српските медиуми забележаа и полициски возила кои се залетуваат кон демонстранти, а ситуацијата останува напната. Председателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека ставот на Германија за членството на Украина во НАТО се променил и дека Берлин сега отворено го поддржува влезот на Украина во алијансата. Тој ова го соопшти по средбата со германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул во Киев. Зеленски нагласи дека на неодамнешната средба на НАТО во Брисел, германските представници испратиле јасен сигнал за поддршка што, како што рече, многу долго не доаѓаше од германска страна. Тој лично се заблагодари за оваа промена на ставот, која досега не била толку јасно изразена. Украинскиот председател најави и разговори со лидерите на ЕУ за зголемување на финансирањето за производство на беспилотни летала и развој на заеднички проекти во одбранбената индустрија. Според Зеленски, ова ќе биде клучно за одбранбените капацитети на земјата. До неодамна САД, Германија, Унгарија и Словачка беа меѓу земјите кои отворено се спротивставуваа на приемот на Украина во НАТО. Промената на германската позиција се смета за значаен чекор напред на патот на Украина кон членството во алијансата. Европската унија ги укина царините и квотите за украинските земјоделски производи во јуни 2022 година како поддршка за Киев поради руската инвазија и блокадата на традиционалните извозни рути преку Црното море. Мерките овозможија Украина полесно да го пласира житото, месото и шеќерот на европскиот пазар. Сепак, поевтиното украинско жито и другите производи предизвикаа протести во неколку соседни земји, особено во Полска, па ЕУ на почетокот на овој месец ги прекина овие повластувања. Сега повторно се применуваат царините и квотите од трговскиот договор што беше во сила пред војната. Според Европската комисија, Брисел и понатаму останува најголем трговски партнер на Украина.
Украина, пак, е трет најголем снабдувач на земјоделски прехранбени производи за европскиот пазар, што ја прави клучен играч во аграрната трговија со ЕУ. Враќањето на царините и квотите треба да го стабилизира европскиот земјоделски пазар и да го намали незадоволството кај земјоделците во земјите членки кои бараат заштита од нелојална конкуренција.